Без струја на свеки во ладни соби и без топла вода. Втор ден на средеиспитна сесија се студентите од студентскиот дом Никола Карев од Охрид. Причината 3 неплатени сметки за струја кон Евана. Студентите споделуваат дека револтот кај нив е голем, велат ладно е, храна нема и не може да се учи. Вчера околу 10 часот нема електрична енергија. Мислевме дека е некој локален проблем. После од вработените разбравме дека е проблем со неплатените сметки, валјда. И сега уште не е ништо кажано. Чекаме, вчера беше доста ладно. Не може ни да се учи, исто така и храна немаме. Палевме свеки за да се стоплиме и да се видиме кај сме. Пошто ептен темно. Не работат ни тие што се безбедносните ламби. Па ова е срамота, мислам. Затоа секоја година имаме се помал број на студенти на нашите факултети. А воедно и во студентскиот. Сега сме само 100 студенти. Директорот на домот Жарко Куциновски во изјава за ТВ24 вели дека до крајот на денов очекува проблемот да се реши. Од Министерството за образование и наука да префрлат пари за да се плати долгот кон Евана, бидејќи тие едва и врзуваат крај со крај. Намален е бројот на студенти, а партиципацијата мала. Кон Евана е моментално 1.700.000 денари. Не сме сами моćни да можеме да ги платиме тие средства, бидејќи имаме мал број на студенти, односно партиципацијата која што влегува на нашата сметка и од страна на Министерство за образование и наука и од страна на студентите кои што ја плаќаат, некаде се околу 730.000 денари. И дали од тие средства ние можеме да исплатиме и плата и режиски трошоци, храна, тековно одржување, јас мислам дека тоа е невозможно. Така да секогаш бараме помош од Министерството за образование и наука и така како и до сега, така и сега мислам дека ќе ни излезе во пресред, а и такви се најавите како што реков, дека денес одлука на влада ќе бидат префрлени тие средства. Инаку студентскиот дом служи и како народна кујна за социјално ранливите, а традиционално на лето во месеците јули и август својата дејност ќе пренасочува и кон туристичкиот пазар, односно се издаваат собите на туристи по поволна цена, се со цел да се присоберат повеќе финансии. Според министерката за образование, 4 студентски домови се во слична ситуација, а едно од решенијата на проблемот е промена на методологијата на финансирање на студентските домови.